Се наоѓам во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски во Скопје, кој што се наоѓа во општината Киселавода, поточно во село Драчево. Се наоѓаме токму во срцето на училиштето и морам да кажам дека навистина не е вообичаено чувството кога ќе влезеш во училиште кое што постои 100 години и кога знаеш дека тука генерации поминале. Ќе разговарам со директорката на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, со Елена Симоновска. Добро утро и навистина ми е драго што иако денеска е неработен ден, сепак се одлучивме да го направиме ова линковско вклучување поради јубилеот и поради важноста на овој голем и значаен јубилеј за училиштето. Честитки. Благодарам. Добро утро и од мене. Неделава, поточно во четвртокот, го одбележавте 100 годишното постоење, имавте патронат. Ајде малку да ни го раскажете. Така, најпрво морам да кажам дека Климент Охридски е име кое со гордост го носи нашето училиште. Тој цел еден век, како да е присутен со својот дух во нашето училиште и самите, како што кажавте, кога ќе влезете овде се чувствува таа топлина, таа енергија. Нашиот патронен празник го одбележавме на многу убав начин. Имавме две приредби. Првата беше на 4-ти, односно во средата, каде што ги поделивме наградите на учениците кои што изминатиот период добија голем број на награди, бидејќи имавме голем број на активности. Најпрво ние не го одбележуваме само на денот, него го одбележуваме скоро цел месец. Имаме доста активности, имавме ликовен литературен конкурс, имавме фотонадпревар, ИКТ проекти, така што во средата ги поделивме на учениците наградите, додека во четвртокот имавме една голема свечена приредба, каде што имавме многу гости. Поделивме благодарници на многу наши соработници, како и на градоначалникот на општина Кисела Вода, господин Орце Георгиевски. Имавме една многу убава приредба, да речем приредбата беше магична. Го одбележавме буквално целиот живот на Свети Климент Охридски во едно столетие. На почетокот имавме точки кои го отсликуваат минатото, каде што многу од присутните беа со солзи во очите, бидејќи се тукашни ученици, тука учеле. Потоа имавме исто така и точки од каде што отсликавме сегашноста и најавивме дека во изградба ние ново училиште после еден цел век во соработка со општина Кисела Вода имаме веќе во тек изградбата на новото училиште. Убаво споменавте, јас ќе кажам дека и вие сте ученик на ова училиште и навистина верувам дека тоа така го живеете, го доживувате и како прв човек на училиштето навистина се гледа дека убаво домакински се работи. Споменавте дека општината Киселавода ќе помогне во изградба. Има ли потреба? Овој веќе 100 годишен објект, можеби има потреба за повеќе ученици. Тоа кажува дека немате доволно простор. Па да, има потреба, веќе и самото тоа што 100 години е стар објектот, ние добро го чуваме, меѓутоа сепак си бара нешто ново. Така што и во самата приредба да се надоврзам, таа беше како всушност темата беше и портрет на едно училиште што дише и самата тема кажува дека нашето училиште се уште дише, се чувствува таа енергија и топлина, а меѓутоа сепак да, потребата за поголем број на ученици, за поголем број на простори наложува да ние мораме да имаме еден нов објект. Одлично. Кога очекувате да биде објектот? Па веќе е почнат, можете да забележите надвор, да. Веќе е почнат со изградба, па се очекува најмногу за една година, две да биде готов. Така, сегашниот капацитет на овој објект, колку ученици во две смени работите? Така, во две смени работиме. Моментално имаме 410 ученици, 19 паралелки имаме. Имаме од прво до пето оделенска настава една смена, од 6 до 9 друга смена одиме.
и така. Така, ме интересира на почетокот на учебната година, барем онако ние новинарите колку што можеме да забележиме, има наплив на упишување за во прводелен. Го имавте ли тој проблем од бројноста за прводеленците? Ги запишавте ли сите што се пријавија? Затоа што навистина... Да, ги запишавме сите, но морам да кажем дека сепак ова е помало место и нема толку голем број на ученици како да речам по другите училишта низ град. Меѓутоа ги запишавме сите ученици и имаме две паралелки првачиња. Отлично. Така. Добро. Ова вака, колку што можам еден поглед, што се вели да свртам, навистина можам да забележам дека имате доста секции и вредните раци на учениците, навистина имаат многу убави краци. Така, да. Кои секции? Секогаш вредно работиме, па сите предмети ни се опфатени во секциите, литературна, драмска, географска, многу секции. Така. Јас ке ви се заблагодарам за директното вклучување што одвоисте време утро, иако така и кажав дека не работен ден, нема ученици во училиштето, меѓутоа беше убаво да го кажеме вашиот јубилеј. Чувајте го. Ова веројатно како во аманет ви е така, да, оставено. Како во аманет, да. Од далечната 1924 година е изградено. Настава на македонски јазик е 80 години. Од 1944 година, предходно се предавало на српски и на бугарски, меѓутоа конечно сме се избориле и во 1944 година се учи на македонски мајчин јазик. Па, тоа е навистина многу важно да се каже дека кога се менуваат општествени уредувања, еден објект, особено училиште, да се задржи, да обстои, а името на самото училиште си го кажува своето. Ке ви се заблагодарам уште еднаш за утринското вклучување во утринската програма. Благодарам и вам на поканата.